Добро ве најдов. А, Тони го објасни на почетокот, така да не морам да ги повторувам истите работи, него само можам да кажам да ги согласувам. Као да не слушал вчера, додека зборевме со деца, да имаме детски час, и зборевме за црквата и ги објаснуваме баш овие работи, како реагирала првата црква и како е оставено најверојатно да реагира секоја црква. За разлика дали е рана, дали е касна, дали е оваа нашава дали е во историски контекст. И интересно е што од деца да добивате суштински одговори на многу поедноставен начин и после вие се пробувате да им ги објасните со повеќе зборови ама кога седнав и кога размислив, оние погодија суштината. Ги прашуваш со стиховите што мислите за овој стих и они така детски убаво ја погодуваат суштината, што понекогаш ние само можеме да расипиме. И тука ми иде одма моментот, па Исус вика, па ви реков да бидете како деца. И имате опцијата, зашто толку се траѓат. И стварно е така, навистина, не знам како го разбирате овој дел, или јас секогаш им кажував на тинеџерите дека дечки, тука сум да учам од вас и постојано учам и кога се правам понекогаш дека се знам, го имам тој момент да научам нешто од вас. Зошто? Зашто нешто што е неизвалкано исконски, дефинитивно има простор од него многу да се учи. И верувам дека ако сме на таков начин понизни и послушни кон Исус за многу нешта, да бидеме послушни во тој дел и да видиме стварно како реагираат нашиве деца и да ги приметуваме работите. Многу ви одговори ми дадоа точно, го зборевме за Дела апостолски 2 глава 43 стих, таму тие што се како била првата раната црква, и одговорите од нив беа феноменални. Толку едноставни да ми текна на оној стих, вика, па јас луѓето ве направив такви, во изреки пишува Бог, али вие, вика, правите секакви сплетки или пробувате. Така да се навраќаме на исконските нешта, што ги гледаме во децата или што ги гледаме во тој, не би рекол наивен, но чист пристап кон нештата. Чист пристап кон црквата, чист пристап кон Словото, чист пристап кон браќите и сестрите, чист пристап кон Бог. И имаме таа опција, окей? Денеска сакав да зборувам нешто што може би е не толку популарна тема, али во исто време ненасушна тема за не само за црквата, него за сите тие што партиципираат во црквата или што се дел од семејството, како што ни кажа Тони, но оваа тема оди и пошироко. Оваа тема е една непопуларна тема, тоа се вика служење. Се шала малку со непопуларна, секој си знае колку не му е популарна во неговиот живот, али дефинитивно ако видите многу дебати има буквално околу тоа. Околу служење, што значи, што значи служење во контекст на црква, што значи служење лично ти самиот како го перципираш. И ќе гледам да доловиме нешто, што таа е усвари многу опширна тема, не можам да речам комплексна, зашто сведува на две работи. Сакај го твојот ближен. И, нели, Павле тука во Ефесијаните го објаснува многу убаво и го поврзува со бракот, каде што вика сака жената почитувајте го мажот, и таму дава една многу јака квалификација, вика сакајте жената како што Христос се сака црквата. И после тоа, знаејќи дека ова не туку така лесно се разбираат овие два збора, Павле вика ова е многу длабоко. Ова е многу длабоко. И затоа ја верувам дека темата служење е многу длабока тема, што ни е не пресушна, не само во контекст на црква, не само на контекст на неделна служба, него во контекст на нашите животи. Тие што сме во брак, може би уште повеќе го разбираат потребата на повеќе разбирање, ако можам да кажам, од сите овие нешта, што се работи за служење. Но, денеска нешто прочитав во Римјани 11 глава, што мене лично ми беше вау и може би како потврда на некои работи што сум ги размислувал последно време, па сакам да ги прочитам
и што се дел од тоа што ние го нарекуваме служење. Але ајде прво да ги прочитам. 11. Ти ги бараш, Коки? Тука Павле зборува, нели, за кои се повикани, кои се неповикани, дека и неевреите се повикани, и ова послание е упатено до римјаните, значи во тоа време знаеме дека единствен народ до доаѓањето на Христос што беше Божи народ беа евреите, дека сите другите беа окарактеризирани како не евреи. Евреите ги нарекуваат другите народи кучиња. Со такви погарни зборови дури. Зошто толку монопол држеа во спознавањето на Бог, што дури не им беше битно моментот во каква состојба се наоѓаат баш со тоа познавање на Бог, но тоа што им беше битно им беше дека нивните предци го познавале. И многу е невкусно или неубаво за нас да ние на туѓа слава ради нашите предци се повикуваме на Бог. Она што е исконско и што вистински треба да се повикаме на Бог, тоа е од личното ни откровение за тоа кој е Бог првен, најпрво во мојот живот. Амин. И затоа имаат толкави осцилации самите евреи. И Павле го објаснува овој дел и вика: и така прашувам, дали Бог го отфрли својот народ? Пред тоа објаснува: никако, зашто и јас сум израелец од потомството на Аврам, од племето на Бенјамин. Бог не го отфрли својот народ кога го знаеше однапред. Или не знаете што вели писмото за Илија? И слушате го, ова е фрапантно. Кога го моли Бога против Израел. Илија направи во негови очи на толку јака работа за Бог, али најверојатно од оваа призма гледајќи сега толку страшна работа што испотепа таму се и се што да докаже колкав е неговиот Бог. Па повикуваше во неговиот авторитет, повикуваше да нема дожд, па да има дожд, и тука испотепа толку многу направи, може би да речем, глупости, што најна се најде во незавидна ситуација да мора да бега. Истиот. И истиот што беше толку силен во даровите што Бог му ги дал, беше толку преплашен со тоа што ни докажува дека даровите не држат во вистинската позиција во која Бог не повикал. Што не држи? Не држи љубовта. Знаете ли, ако читате прва, мислам дека е прва Цареви за 19 глава е овој целиот настан за Илија, нели кога повикува, што му кажува Бог? Вика: излези надвор да ти кажам нешто. И му вика: ќе помине оган. Нема да бидам таму. Ќе поминат, не знам, планини ќе се срушат. И таму нема да бидам. Сега да каже: ја не сум во насилство. Јас сум во тивкиот глас во ветрецот. Кога ќе помине, тогаш ќе можеш да ме слушнеш. Ова кажува дека никој не му даде за право, ни па го натера Илија да го направи тоа што го направи. И затоа Илија едноставно мораше да моли за после тоа Господ да го спаси од Језавела. И видите што вика Павле, како го фатил целиот заклучок од таа што ние сега треба да гледаме од тоа писмо. Вика: Господи, ги погубија твоите пророци, ги разурнаа твоите жртвеници, а јас останав сам, па и мојот живот го бараат. Сите ние, сум сигурен, убеден, почнувајќи од мене, сме дошле до оваа ситуација, каде што сме виделе што се случува со нашите браќа, и едноставно мислиме дека сме останати сами. И дека ако ние не преземеме нешто, отиде возот. И еве го на Господ одговорот. А каков беше, вика, Божиот одговор? Павле вика: си оставив за себе 7000 луѓе кои не се поклонија пред Вал. Вау! Илија мисли дека е сам, а Господ му вика: никогаш не беше сам. Не си зимај толкаво бреме врз тебе. Зошто го зборам ова во контекст на црквата и на служење? Не си зимајте поголемо бреме самите врз себе, зашто никогаш не сте сами. Амин.
Вика, си остави за себе 7.000. Таман мислеа дека Исус го погубија, она црквата израсна како печурки. Знаете ли, собирали ли печурки? Јас сум собирал. Знаете што е главно во собирање на печурките? Една да најдете. Таму има купови. Кога мислеа дека 12-тината ќе ги раштркаат, тогаш почнаа цркви насекаде. Така да, никогаш не треба да размислуваме без разлика низ кој период поминуваме. Да размислуваме дека сме сами во некој нешто. Амин. Си остави зад себе 7.000 луѓе кои не се поклонија пред Баал. Така и сега суштествува еден остаток, мислејќи на народите што се неевреи. Избран по благодатта. Вау. Ја верувам дека колку и да сме силни во она што го правиме, знаете ли што е клучот за растежот? На кого ќе ја предадеш или на кого ќе ја покажеш благодарноста? Дали на сам себе, мислејќи дека јас со моите раце, како што евреите го правеа тоа, или ќе дознаеме или ќе му дадеме чест на Господ и речеме, да Боже, сепак беше Твојата благодат. Амин. Знаете кога Јов му објаснува на Господ што се он претрпел, кој е одговорот на Бог. Искрено понекогаш ние очекуваме од Бог да ни одговори само те знам синко, знам колку ти е тешко, се, но не секогаш ние како луѓе го добиваме со тоа вистинската утеха. Понекогаш треба да застанеме да знаеме со кој Бог си имаме работа. Ти ли вика беше ја што кога ги правев морињата и кога мерев земјата или било што? Која е поентата? Познавај си го Бог и она што збореше Николче и неговото срце. Ти стварно ќе немаш потреба од докажување, ќе немаш потреба од удирање напразно, а и тогаш кога ќе ги имаш тие работи, ќе имаш поука. Така да ќе видиме дека во контекст на служењето, ако нешто е најбитно и е круцијално и е на врвот на нештата, кои се тие две работи? Понизноста и послушноста. Амин. Понизноста и послушноста. Само што ова. И Павле вика, но ако е по благодат, тогаш не е по дела, инаку благодатта не би била веќе благодат. Знаете, не се работи дали имало дела во благодатта. Тука мора да ги разграничуваме работите, зашто е тенка линијата, да ја отфрлиме благодатта и да викаме, ја разбирам благодатта, ама, ви текнува на оние зборови, ама и сепак. Но да, и покрај нашите напори, на крај биде сепак, фала ти, Господе. Зашто, ова, мислам дека Сабајле Јонатан го кажа, љубовта не е Бог, Бог е љубов. Ја го имам кажано во друг контекст, ама нешто слично. Значи, ние не сме му Бог на Бог, Он ни е нас Бог. Амин. Така да, не е по дела, по благодате. Значи, што Израел не го доби она што го бараше. Тука има едни, ајде ќе ги прочитаме тие. Вика, значи велам, Павле, зарем се препнаа за да паднат? Никако, туку преку нивниот престап, слушате го ова, им дојде спасение на другите народи, за да бидат самите поттикнати на ревност. Вау! Ако нивниот престап значи богатство за светот. Ова, знаеш, како ми звучи мене? Треба да се радуваме на престапот на евреите во изминатите години што ги има, додека ние уште не го познаваме Бог. Но слушате поентава, што Господ сами кажува нас. Ако јас во вашите несовршености можам да се покажам, Господ вика, толку полн со благодат и дарежлив, толку милостлив према вас, полн со љубов и корекција и уште што не. Вика, ако нивниот престап значи богатство за светот и нивниот неуспех богатство за другите народи,
колку повеќе ќе значи нивната целосност. Вау! Колку повеќе ќе значи нашиот растеж во целосноста за луѓето надвор. Зашто веќе се разбравме дека во Господ нема, понатаму пишува, нема евреин, нема грк, нема македонец кој се работи за овие работи, кој се работи за спасението што е дадено преку благодат, што го примаме по вера. И ако нашите мани ги носат луѓето до благодата на Господ, колку повеќе нашите доблести. Вау! Секогаш се работи за фокусот. Размислувајте дома. Јас сум човек што не сакам слушајте ме само или не знам, или слушајте го кој Николче или Коки, било кој. Размислувајте дома. Овие работи нека ви се вртат у глава и размислувајте дома. Зошто? Зашто истиот Свети Дух, не во мене или во вас, истиот Свети Дух што го воскресна Христос од мртвите, живее во вас. Вау! Затоа да се потикнеме, да размислуваме со нашите глави е нешто најсилно што можеме да го направиме во едно општество за општеството да расте. Амин? Вау! Така да, писателот сака да каже, без разлика, луѓе сме со слабости, со силни страни, но Бог преку вас прави чуда. Амин? Тоа сака писателот да каже. Евреите чекаа векови наназад. Ќе дојде Спасителот. Ќе не спаси Спасителот. И замислете, им се јавува ангелот и им вика, ви дојде, ви се роди Спасител на целиот свет. Од старт шок, од старт има простор да не го сакаат Исус. Им ги помати сите надежи на предците. Дека ќе дојде некој. И тоа го гледаме кога оди Исус на кај Ерусалим. Тука највеќе се збунија Јован. Посебно Јован. Секогаш не младиот. Исус секогаш беше во толпата. И дали сте приметиле зошто тие такви некои навидум небитни работи ги запишува точно писателите? Зошто се можеби најбитните работи. Пишува во Марко дека каде што исцели жената, каде што го виде Матеј горе на дрвото, пишува дека секогаш беше во средината од прилика на толпата, се движеше во толпата. И ваму во Марко, кога оди на кај Ерусалим, пишува Исус одеше напред, го потенцира тоа, а другите беа позади него. Што значи ова? Каде одеше Исус? Исус одеше на смрт. И тоа на смрт, на крст, да послужи за сиот народ, еднаш за секогаш. И тоа мораше он да го направи. И затоа мораше да биде прв. И затоа ние сме, он е прв меѓу браќата. Вау. И не стави во нас. И сега што вика? Кој е прво создание на Господ? Кој е првина од созданијата? Ние. Значи тоа значи ние ангелите. Ни херовимите што стоат пред Бог и што пеат. Никој вика првина на моето создание сте вие. Зошто? Зашто го имате првиот меѓу вас. Првиот меѓу браќата. Читај, сестрите. Секогаш треба така да читаме. Имале историја зашто они повеќе машките ги спомнуваат самите евреи. Но Христос го смени и тоа. Вау. И така да еве го гледаме Христос и што им вика Јован и братот? Према мајката ја праќаат? Исусе, да ги земеш и мојве? Зошто има погрешна теологија дека Исус тогаш ќе појде во храмот, ќе го бутне Ирод, Пилат ќе нема да му може ништо, ќе ги избркаат римјаните и ќе седнат. И вика, може ли мојве синови кои ќе седнеш да седнат? Да те советуваат онака. Беа цело време со тебе. И вика, о жено, ти не знаеш што бараш. После тоа, упорни, млади дечки, упорноста мислат дека ќе се исплати. И они одат. Исусе да наземеш со тебе. Вика, не знаете што зборувате, али ќе видите. Знаете ли што направи Исус со Јован за да види? Зашто му зборуваше? Го зема да го види преобразен во гората,
да види кој е вистински он и го стави пред крстот. Да види како се прават работите. Вау. Ева таа цела перспектива и тогаш кога бараме преку леп погача. Да видиме единствениот пример, а тоа е Христовиот пример. И знаете, може би во бизнисот е погубно секогаш да огледаш врвот на примерот и успехот негов. Зашто многу брзо можеш да се разочараш, зашто не го гледаш патот негов. Го гледаш само што стана. Но Христос е примерот. Што, како пишува во Филипјани 2:7, што пишува? Иако Бог, иако се беше негово, вика, не сметаше ништо за приграбено. Вау. Иако, знаете што е тоа? Иако се сте спечалиле околу вас и се е ваше, луѓе, никој не може да ви замери, но вие не го сметате тоа за приграбено. Му давате чест на Господ и му викате, Господе, ти си тој, по благодат е ова, и вика се понизи. Помало од ангелите. И што стана? Слуга. Не вика само човек, стана слуга. Може да прочитаме Филипјани 2:7. Колки ти ги бараш? Добро, нема потреба. 2:7. Кој иако беше во ликот, значи ова е Филипјани, за тие што пратат, 2 глава, од 6 стих. Или ајде од 5. Имајте такви мисли во себе, какви што имаше и самиот Христос, кој иако беше во ликот Божие, не го сметаше како нешто приграбено тоа што е еднаков со Бог. Вау! Вау, каква понесност! Туку се лиши. Знаете како? Ако пишува, туку Господ го лиши, ќе имаме сосема друга представа за христијанството. Скроз друга представа за христијанството и за каков е Бог. Но он вика, туку се лиши самиот себе си, зимајќи лик на слуга, станувајќи сличен со луѓето. Вау. Вика, лик на слуга, станувајќи, слугите во тоа време беа слични со луѓето. Така ги третираа, ама не ги третираа баш луѓе. И откако стана сличен на човек, тој се понизи самиот себе си и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го возвиши. Еве вториот дел од приказната. Вау. Знаете, ние не удираме во празно. Никогаш не е Христос слабак и христијанството слабо. Немојте такви мисли да се провејуваат било кога и било каде. Љубовта не е слаба. Љубовта е најсилно нешто што топи се. Амин. И ева вториот дел од приказната. Затоа и Бог го возвиши и му подари име што е над секое име. Може би Јован од ова нешто па насетија. Али процесот сака да го брзат. Та во името Исус поклони секое колено на оние кои се на небото, на земјата и под земјата, и секој јазик да признае дека Исус Христос е Господ, за слава на Таткото. Вау. Амин. Вау. Зборот служење не е прв пат и единствено запишан во Библијата. Старите грци, римјаните, уште пред Новиот Завет, го има и го вреднуваа многу, но во исто време и го злоупотребуваа многу. И знаете, сега сме многу во фаза на тоа дали историјата треба, не треба, дали ова, но и како историјата е поучна за сите нас и е мајка на знањето, така ја вика, така, мајка на знањето, зошто
Ако ја познаваме, ќе знаеме како да реагираме во сегашноста и на што да целиме кон иднината. И некако гледаме дека историјата се повторува. Истиот збор што доаѓа од, мислам дека првично од латинскиот министеријан, така некако, што во англискиот е сега министри, што ние упорно и упорно чекаме и се надеваме да го видиме во полнота во нашите министри, што единствениот, како се вика, суверенитет им го дава народот на кој треба да служат, али најверојатно за тоа ќе почекаме. Но затоа имаме каде оваа вистинска перспектива да донесеме, а тоа е црквата. Зборот за служење во Библијата на грчки, она што нас исто многу ни значи, се користи зборот дјаконија, така? И дури и петте служби, што се апостолниците, се нарекуваат со исти збор, зашто се служби. Ако имаш служба, знаете што пишува за Исус? Дека на 30 години влезе, мислам дека Марко, влезе во служба и што правеше? Служеше. Значи тоа по дефолт оди. Служба, служење. А ние понекогаш мислиме дека служба, царување. Го разбираме момент? Служба оди со служење. И така да, црквата, која задача има околу овие зборови да ги донесе вистинската перспектива на тоа што значи служење, што значи дјаконија, што значи да служиш. Како најголем пример за тоа што значи служење го слушнавме примерот на Исус. Но Исус, ако имаше единствена цел, освен тоа да таа заедница во моментот каде што Исус действуваше, тоа беше меѓу еврејскиот народ, да живее во негови времења подобро. Зошто? Зашто пишува дека немало болни додека бил Исус. И пишува дека немаше во тоа време книги што можеа да запишат се што Исус направи. Значи, дефинитивно, тоа било најголемиот процуд на евреите кога живеел Исус. Зошто? Замислете на нација кога ќе нема болни, кога ќе видат дека луѓе воскреснуваат и дека чуда и знаци се случуваат. Што му вика Јован? Одете прашајте го, он или ние или друг да чекаме. Што му одговара Исус? Кажи му што се случува. Сега да каже, пред тоа никогаш не се случувало. Он самиот ќе му текне. Дали сум ја тој или не сум тој? Зашто Јован иако го крштевал имал реални прашања. Дали е он? Дури на едно време, најверојатно се судриле службите на Исус и на Јован. Зашто пишува, кажуваат, вика, тој во вода крштева, али овој е поопасен од него. После му одат и му викаат во Марко, не знам точно, го запиша тука кој стих, му вика, овој не е како претходните. Овој поучува, али поучува во сила. Овој служи во сила. Овој е поопасен од другите. И тоа што зборувам? Така да, го имаме најдобриот, но не единствениот пример на тоа што значи да служиш. На Бог, на неговиот народ. Тоа Христос, ако неговата задача, освен што им го направи општеството подобро во тој момент, неговата задача беше да опреми. Да опреми во тој случај 12-мина, што не беа 12-мина беа избрани за да го продолжат делото, но беа многу повеќе, едноставно да ги опреми, да го продолжат делото, што и до ден денес не престанало. Вау! Дали ако, без разлика на 2000 и таму колку години и 20 години, 21 веќе, уште малку, дали имаме ние опција да кажеме, ама тоа не важи сега за нас. Немаме никаква, зашто не само што Библијата не ни ја дава, зашто некој нарекува нели книга на животот, зашто самите ние се повикуваме на Бог во нашиот живот за многу нешта.
тогаш ајде да се повикаме и во овој контекст. А тоа е служење во понизност и во послушност. Тука сум пишал, зашто го зборам се тоа? Зашто ако погледнете во животот на Исус и апостолите, ќе видите дека толку овие две работи, тоа е послушност и понизноста, ги ослободило во нивните служби и преку тоа преку нив го допреа човештвото. А исто така, ако погледнете во светот и во сите оние структури и во црквата, што ја изгубиле вистинската суштина, ја изгубиле само од недостаток на понизност и послушност. Ова е во контекст и на растежот на црквата, но и во контекст на растежот на светот како општество, како глобално село или како го нарекуваат сето. Го разбираме овој дел? Само губењето на свесноста, сенсот за послушност и понизност, овие работи отидоа во погрешен правец. И постојано имаше движење што сакаат тоа истото да го вратат. Што мислите, дали е вратено? И те како? Зашто го имаме изворот на сето тоа. Тоа е Библијата, тоа е самиот Бог. А дали треба да расте повеќе? Да, треба да расте и да напредува. А како би напредувало? Павле кажува, како вика би слушнале во Римјаните 11 глава, ако нема проповедник? Како би се спасиле ако нема евангелизатор? Како би биле сакани ако некој не ги сака? Ох, вика колку се убави нозете на оние што го носат. Знаете ли во контекст на целата слика на Христос и што се направи за нас, и она Петар што го кажува дека се имаме за живот и побожност. Се што ни е потребно за живот и побожност. Што значи, ох, колку се убави нозете на оние што го носат Словото. Тоа значи, ох, колку се убави вашите нозе што го носите Словото во вас. Не го притискајте или не го занамарувајте. Многу е битен аспектот на тоа дали допрва нешто треба да се случи или дали во Христос веќе се случи. Ох, колку се убави вашите нозе, зашто Бог стави нешто незаменливо во вашите срца. Вау. Не гледам сато како сме. Само човек, зацврстен во идентитетот Божји, може да служи на народ и при тоа да не му биде проблем. Го разбираме овој дел? Човек што идентитетски се бара. Значи, тоа не е страшна позиција. Го збореме за растеж и за сите тие нешта, но човек што идентитетски се бара, тој истиот не можеш ниту да очекуваш, ниту кон самиот да очекува дека ќе може на вистински начин да служи во Бог и пред луѓето. Затоа само човек зацврстен во идентитетот Божи може да служи на народ и при тоа да не му представува проблем. Знаете ли зашто го кажувам ова? Знаете ли кога Исус им ги мие нозете, што им кажува? Дечки, знам кој сум. И затоа можам да го направам ова. Во слободен превод, овој некој динамичен слободен превод, и го кажувам, а вие ќе прочитате дека буквално така. Матеј 23 глава. Знам кој сум и знам каде ќе одам. Е вашиот идентитет. И затоа не станува проблем. После тоа да му служиме на овој народ. За разлика што се препознаваме. Замислете Христос да речеше, ќе одам на крстот, али да знаете. Или првен, ова напрете го, она напрете го, или вака напрете, или така напрете, ова досегнете го, сум ви дал урне како ова треба да го направите и јас не е проблем ќе одам на крстот. Не, Христос едноставно појде го на крстот, а си го знаеше човештвото. Вау. Така да ние си ја знаеме публиката,
но исто толку, може би и повеќе ради што познаваме дека има потреба публиката, сме волни и сакаме да служиме. Секој врз основа на што е повикан. Секој врз основа на што согледува дека треба да прави. Инаку, најверојатно, ќе се најдеме во стација како Илија. Да испоколеме се и после да бараме од Бог да не заштити. Затоа, слушате го тивкиот глас во ветрецот, што струи тука некаде. А тоа е гласот на Светиот Дух. И нема да сгрешите. Амин? Потврдувајте се со Библијата и со тоа што црквата ви кажува и укажува. И нема да сгрешите. А и тогаш кој ќе сгрешиме, што вика Библијата? Има застапник. Браво, фала. А и тогаш кога грешаваме, ние имаме застапник. Вау. Јов мораше да се докажува. Но ние преку Христос не мора. Христос нас не докажува. Ми текнува на Давид. Ниту рече убив мечка, лав, па сега ќе ве средам. Ниту зема облека, му беше голема. Ниту му беше, како се вика, сатисфакција дека свиреше кај царот. Него вика, мене не ме интересира ништо од ова. Мојот Бог, не јас, него мојот Бог ќе ве порази. Амин. Поради овие две работи или понизноста и послушноста или тргањето на страна сето тоа, сум пишал постојано забораваме за нашиот идентитет, а не да си го наполниме егото. Исус сето ова го правеше со леснотија и при тоа никогаш не брзаше. Беше во потполен мир. Но дали Исус беше како и слугите во тоа време? Дали служеше на истиот начин? Не. Она што го спомнав преска во Марко 1:22 пишува, му се чудеа зашто поучуваше како некој со власт. Го разбираме овој дел. Затоа е многу битен од Филипјани и вториот дел на таа песна за Исус, иако мислам дека е песна, иако беше нели Бог зема лик на слуга. Вториот дел. Кој беше вториот дел? Но Бог го постави над секое колено. Бог го постави над се она што Он го имаше создадено. Еве го Матеј 28:18 и тука не ќе завршиме. Така да, сликата за Исус како слуга не е она слика на подчинетост, незнаење во кој правец тера, едноставно го каменуваат и он нема што да им каже. Мене ми е секогаш толку интересно да размислувам како било кога Пилат и Ирод, посебно Пилат, застанал пред Исус. Исус застана пред Пилат. Али многу ми било интересно како било кога Пилат после на небото застанал пред Исус. Сте размислувале за тој дел? Вау! Ја имам власт, му вика Пилат на Исус. Кажи само збор. Ти имаш власт, може врз многу нешта, али не и врз мене. Вау! Матеј 28. Тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Ова е кога веќе ги напушта. Затоа, одете и направете од сите народи мои ученици. Мои со големи букви, зашто се мисли на Исус. Не од мои ученици, не од твои ученици. Направете од народите мои
ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да го чуваат сето она што ви ги заповедав. Еве јас сум со вас во сите дни до крајот на светот. Омилениот стих на мојата сопруга Даниела. Јас сум со вас во сите дни до крајот на светот. Еве го условам, поставам во потполен мир, она што го слушаме, не само од тука, она што го слушаме, што Господ ни го зборува, нека биде на врвот на слушањето и нека тоа ни донесе вистинска перспектива на делувањето. Да не претаме во празно што повеќе, нека ги има тие стаци, нека бидат што помалку. Зошто? Зашто сигурноста и стабилноста, од кога ќе ја спознаете и од кога ќе ја живеете, никога веќе престанува да биде за вас. Тогаш почнува да биде за другите. Вчера разборевме со пред тинеџерската група, така сакаат да се викаат, баш за таа стабилност. И што значи стабилност во нашите животи? И они кажаа многу работи за што значи стабилност. Од кога го објасниме зборот стабилност што значи. Така да, стабилноста, од кога ќе ја изградите, таа веќе престанува да делува за вас и почнува да делува за другите. Амин. Може да се молиме на крај.